Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Ваш термин се разбира токму навреме сме. Овде сум јас како ваш домајќин Виолета Петровска Периќ и денешниот мој соговорник и гостин кој што е со мене веќе во студиото. Одлучивме денес да говориме за проблемите со очите, поточно за катарактата и за очниот притисок. Одговорен доктор за денешнава тема е доктор Наум Трпеновски, кој што е специјалист офталмолог и ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Наум, би побарала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен за катаракта, па ќе се вратиме повторно во студиото да го започнеме денешното издание на Ваш термин. Катаракта се нарекува поматнувањето на природната леќа на човекот. Леќата е расположена зад зеницата и нејзината функција е сврзана со фокусирањето на различни далечини и добивање на јасна слика. Поматнувањето на леќата води до растејување на светлината, замаглување на видот и постепено намалување на видот. Катарактата во најчест случај е промена на структурата на леќата од возраста. Со текот на времето стареат структурите на леќата, се променува составот на истата и таа ја губи прозрачноста. Во овој случај видот намалува постепено во времето. Ова е најчестиот вид на катаракта сврзан со возраста. Освен возраста, како фактор за појава на катаракта, може да биде и вродена, конгенитална, како и да се појави врз основа на удар, травматична, поствоспаление на окото, компликата или поради присуство на друго основно заболување, патолошка. Како симптоми на катаракта може да се појават двојно гледање, замаглен вид, тешко или бледо распознавање на боите, посебно на сина боја, потешкоти со видот во вечерните часови или ноќно слепило, орел или оцјај околу светлите предмети, честа промена на контактните леќи или број на очила, губење на чувство за длабочина, умор на очите и главоболки. Типот на катаракта се определува според делот на леќата кој што е замаглен и според времето кога дошло до замаглување. Единственото лекување на катаракта е оперативно. Катарактата не се лекува со лекови. Единствена метода е хируршка интервенција. Единствената метода е да се отстрани потемнетата леќа и да се замени со имплант, интраокуларна леќа, која ќе ја врши нејзината функција и која останува за секогаш во окото. Периодот на закрепнување е мошне краток. Кај методите со широк рез, закрепнувањето може да потрае. Малиот рез, кој се прави со примена на факометодата, ја забрзува рехабилитацијата на видот. Периодот на закрепнување е мошне краток. Кај методите со широк рез, закрепнувањето може да потрае. Малиот рез, кој се прави со примена на факометодата, ја забрзува рехабилитацијата на видот. И сме повторно во студиото, од прилогот можевте накусо само да слушнете што значи катаракта. Меѓутоа, секако, како што напоменав и на почетокот, со мене веќе во студиото е доктор Наум Трпеновски, кој што е специјалист офталмолог, ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот, за да каже многу повеќе детали околу овие проблеми со очите, секако и за очниот притисок. Доктор Наум, добре дојдовте. Ви посакувам убаво да си ја поминеме емисијата, да доставите корисни информации до нашите гледачи и се надевам дека ќе ви биде пријатно. Благодарам и добре ве најдов. Так. Би почнала вака, велат дека очите се огледало на душата. Меѓутоа, од очите може и многу да се дознае во каква состојба е целиот наш организам. Дали точно е тоа? Да, точно е. Многу често, посебно колегите интернисти бараат од нас мислење во каква состојба е пациентот со диабет, во каква состојба е пациентот со висок притисок, а представува огледало и на многу други болести, така да од голема помош ме за состојбата на целиот организам, како дел од тимот кој го лекува тој организам. Имаме и многу самостојни своји би ги нарекол болести, но сепак во голем дел учествуваме во диагнозата на многу други болести, пред се диабетот. Како прв, да кажам, како прва болест во која најмногу учествуваме заедно со колегите интернисти во неговото лечење. Так.
Ајде вака сега да започнеме првин со катарактата. Тука исто би се обратила до нашите гледачи, доколку имате некој проблем со очите, значи може слободно да се јавите на нашите познати телефони. Доктор Наум ќе се обиде да ви даде насоки и одговор како да го решите вашиот проблем. Што подразбира катарактата? Имавте добар прилог претходно и тоа представува заматување на природната леќа на човекот. Може да биде и сами кажавте од многу причини. И убаво ги лоциравте поделбите, одамна не сум ги, да кажам, слушнал, така да во главном кратко кажано за гледачите да разберат, тоа е заматување на нивната природна леќа, почнуваат да не гледаат, да преметуваат разни чудни слики во своето гледање и доколку катарактата или народно кажано пердето отиде натаму во својот развој или созрее што викаме народно, тогаш веќе и доаѓа и до потпун губиток на видот, пациентот тогаш веќе не гледа и тоа е крајниот аларм кога тој треба да дојде кај нас. Така. Се спомена и во прилогот дека единствен начин за да се реши овој проблем е оперативен зафат. Да. Што практично значи таа операција, па поконкретно ќе информираме или за текот на тоа што се случи. Моментално доминантна метода е ФАКО методата или народот тоа сака да каже лазерска операција на око. Во суштина тоа е ултразвучна операција на око. Со посебна микросонда се влегува во окото и се иситнува природната леќа на пациентот и така иситната таа се излекува надвор, се вшмукува во суштина и низ тој мал отвор се става на местото на природната леќа вештачка интраокуларна леќа која е трајна и трае цел живот. Звучи доста едноставно, во суштина се работи за сложена операција, иако нејзиното траење е брзо, многу одговорна и при таа операција, доколку имаме некоја комплицирана катаракта или не навреме дојде на катаракта, да кажам катаракта која е запоставена, сепак тогаш може да дојде и до сериозни последици по видот. Она што исто така често се пропушта е дека катарактата не е целосно одговорна за човечкиот вид. Тука е и жолтата точка на окото, очниот нерв и мозокот на окото, така во суштина се ствара и видот. Оди низ природната леќа, во жолтата точка, во очниот нерв, па во мозокот. Значи дефектите можат во главном да бидат и на таа жолта точка или макула, или кај очниот нерв и затоа пред секоја операција, доколку е возможно, доколку не е премногу зрела и непровидна катарактата, обавезно ги правиме и тие предоперативни испитувања. Што би значило тоа? Па тоа значи дека се прави прво ехо на окото, се гледа што има позади таа заматена леќа, потоа се прави ОЦТ или окуларна кохерентна томографија, во која се гледа каква е состојбата на неговата макула. Во неколку пресеци компјутерски таа се гледа, па се прави ОЦТ и на неговиот очен нерв и веќе пациентот може да добие едно ветување каква ќе биде и самиот исход на операцијата. Доколку жолтата точка е здрава и доколку очниот нерв ќе имаме 100% вид. Доколку таму постојат други пореметувања, пациентот се обавестува за тоа, се кажува дека ограничен ќе успехот на операцијата и пациентот е запознат со тоа. Какви и да се проблемите позади заматената леќа, сепак мора таа да се отстрани и се придува на операција во секој случај на таа заматена леќа, но прогнозата е многу по-добра и за пациентот е многу почиста ситуацијата тогаш кога кажеме и што има позади таа леќа. Затоа сериозните, да кажам, оперативни куќи во кои има повеќе во Македонија, во нив секако спаѓа и Промедика центарот за катаракта, во Промедика Медикал, тие предоперативни испитувања ги прават како свое задолжително предоперативно испитување. Се со цел да не се пропушти тоа. И секако тука влегува и мерењето на очниот притисок, бидејќи доколку тој очен притисок е покачен, не се оди на оперативен зафат, се обавестува пациентот дека постои втора болест, се лекува таа втора болест, постојат одредени притисоци
очни при кои може да се интервенира и доколку тие се повисоки од таа норма, тогаш се преидува кон зголемена терапија, одредени инфузии или други процедури, како пациентот не би во никој случај доживеал некој оштетување или она што никој, ни тој, ни ние лекарите не го сакаме, а за тоа секако треба сериозен предоперативен преглед, кој според мене е исто толку важен колку што е и самата интервенција. Така. Што се тоа жолти лики при операција на катаракта? Па самата самата индустрија во офталмологијата многу се разви. Имаме се поквалитетни очни импланти. Едни од нив, да кажем, и најквалитетните кои спаѓаат. Имаме гледача и ќе го вклучиме па ќе да објасниме. Добро вечер. Дали се слушаме? Повелете. Јас се јавам од Охрид. Така. И сакам да прашам, сум операција правен од катаракта пред 2 години. Ставени ми се нови леки. Меѓутоа, јас носам се уште наочари црни, меѓутоа, кога некогаш не ги носам наочарите и ми се излегуваат парталчина пред очите и кога ги ставам наочарите ми се губат и кога ќе дојдам дома немам такви парталчина како да ми шетаат низ очите, меѓутоа кога дува ветер или надвор, осеќам дека ми шетаат парталчина на двете очи. Би сакал докторот да го прашам зошто е тоа, јас сум одамна правен операција. Така. Добро, дали е тоа нормално или треба нешто да се преземе? Дали е нормално, доктор Наум, што во главном тоа се така наречените летички мушички, ние популарно ги викаме, така и научно се викаат, или на француски е муж волан, така е тој популарен назив, да речам, на нив, најверојатно према земјата или авторите кои ги откриле. Така да се спаѓаат во една нормална појава, обично се јавуваат кај особи кои имаат некоја минус бројка имано предходно. Така. Тие луѓе кои се во минус или кратковиди, нивните очи се малце подолги во предно-задниот промер и мало е поразреден задниот дел на окото и како поразреден ги прави тие мали ситни таа разреденост мушички, што не е случај кај другите луѓе и кај нив тие ги имале и предоперативно во главно. Втората причина на која се јаваат тие летички мушички во овој случај е самиот метаболизам на човекот, каде триглицеридите во главном се покачени и холестеролот. И тоа, иако пациентот можеби и сега нема, некогаш имал покачени триглицериди и холестерол, и тие се направиле и некаде се низ телото, но за жал со очите се гледаат, па на пациентот понекогаш му смета. Постојат одредени капки, како што се тоа потасиум од капките или одредени ампули кои се пијат, ампулите витроген, кои можат да доведат до намалување на тие летички мушички. Но тешко е да се отстранат исцело, поготово ако се метаболни, па повторно метаболизмот ги произведува тие триглицериди и холестерол. А доколку се јавуваат многу, како рој од мушички, да ги така наречам, тогаш веќе се знак на некое воспаление. Во случајот на овој пациент, мислам дека се работи за една, така, нормална појава во неговиот случај. Да, значи не треба да се јави на... Да, тој нема пат на видот, не во овој случај. Добро, значи ако евентуално поголем рој на такви мушички се јават, тогаш веќе треба да побара помош. Добро, ајде да објасниме за жолтите леки. Самата жолта леќа има во неа 2 филтри, едниот од нив филтри е за плавата светлина, другиот на ултравиолетовата. Лечите кои немаат филтер за плавата светлина или така наречен natural yellow филтер, и тој yellow филтер е во суштина жолт филтер и ја дава таа жолта обоеност на леќата. Доста се популарни кај пациентите и кај лекарите, бидејќи спречуваат еден дел од светлината да влегува во окото. Природната леќа ги има тие филтри, а имплантот е еден, да речам, една проба да се произведе нешто што е најблиско до таа природна леќа која се вади.
кај таа леќа постои тој филтер кај природната, така да и со ова вештачка леќа се пробува и тој филтер да се замени и да таа плава светлина кога влегува во окото, не само што им смета на луѓето па носат наочари за сонце, него позади прави и оштетување таа светлина, фактички ги гори некои делови и кога има човек таква жолта леќа, во тој случај ги спречава штетните влијанија на некои делови од сончевата светлина, која не е штетна во сите своји, да кажам, бранови должи, но во одредените бранови е штетна. Така да жолтата леќа е една премиум леќа, заедно со лечите за блиско и далеку, спаѓа во така наречените подобри импланти, поскапи, заедно со тие импланти кои нудат сега уште популарни за блиску, за средна далечина и далеку. Сега се тие посебно веќе популарни, колегите, а вклучително и јас, многу веќе се рутиниравме во ставање на тие лечи, во пресед ни изреде индустријата на производство на такви лечи и веќе луѓето помасовно ги отврлаат своите наочари за блиску и се одлучуваат на таа корекција со тие жолти лечи за блиску и далеку посебно кои се. Може човекот значи и да има катаракта и перде и може да одлучи да стави таа леча за блиску и далеку или само леча за далеку. А може и да нема катаракта или перде, а самиот да реши дека ете не сака да носи наочари за блиску, а има и одредени занимања како пилоти, возачи кои не можат да ги тие наочари ставаат и менуваат во текот на своите занимања и тука веќе тоа станува приоритет да се на пациентот предложи една таква премиум леча за блиску, далеку. Така да пациентите веќе треба во тој дел да си имаат едукација, еве и ние помагаме во тоа и да покушаваат да на што подобар начин го решат својот проблемот што го имаат. Ајде да слушнеме гледач. Добро вечер, кој се јавува? Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Да Марика се јавува. Повелете. Повелете. Добро вечер. Да слушаме, говорете, не го слушајте телевизорот. Би сакала да го прашам докторот нешто. Не знам дали се работи за катаракта, а имам еден проблем со очите, а инаку имам јака реума. Реуматичар сум и имам некое течење на една леплива слуз од очите, и секогаш кога пред дожд или ќе се менува времето, тоа ми е појачано и ми правим јак склет. На едното око многу повеќе, не знам како медова леплива течност некоја. Дали може тоа да се јавува? Една докторка бев кај неа, очна докторка, сум била кај неколку доктори, ми рече дека тоа ми е само од реумата. Така. Вика, кога ќе излечиш реумата, тогаш нема да имаш на очите тоа. А реумата не се лечи. Така е. Добро, некој друг проблем освен овој со очите? Тој со очите. Само тоа. Само Добро. тоа. Добро, еве останете да не следите, ќе слушнете што има доктор Наум да каже во однос на тоа. Така. Што е ова Па како останувам проблем? на ставот на колешката која одлично диагностицирала дека тогаш кога реумата ќе се реши, тогаш ќе се реши овој проблем. Значи точно е тоа дека од реумата. Сепак може да и се помогне на пациентката, бидејќи постојат антиреуматски капки кои локално се ставаат во окото и делуваат на тоа да окото многу полесно ги помине овие симптоми на реумата. Не мора само докторот кој се бави со реумата да лечи, ако он е главен во овој случај. Така, меѓутоа ако и смета тоа, сепак треба да се преземе нешто. Друго е кога капките ќе делуваат локално, пациентката ќе има многу помалу симптоми и постојат такви очни капки во широка употреба. Сепак пациентката не би било во ред да веднаш почне со тие капките, врз основа на тоа што има реума, да посети може промедика или било кој мој колега и да тие капки, доколку колегата или јас процениме дека треба да се ставаат, да почне да ги става и ќе има многу помалку симптоми. Така, ете, се надевам дека ќе ве послуша. Добро вечер за следниот гледач кој се јавува. Дали се слушаме?
Добро вечер, повелете. Дали сум во програма? Во програма сте, да, говорете. Овака, гледач од Каладач. Да слушаме. Ме слушате, да. Поздрав до емисијата и до докторот. Благодариме. Овака, ме интересира, имам правена операција витректомија пред 15 години. Во Турција, во Истанбул. Може ли погласно само малку режија? И окото после операција беше нормално. Видот не беше нормално, але окото се беше нормално и бојата беше во ред. После 10 години од операцијата или пред 5-6 години посиве окото. Што би ми кажал доктор, дали постои некоја интервенција на моето око? Дали го разбравте добро, доктор? Благодарам. Па да, во главном... Добро, ви благодариме и ве останете да слушнете што ќе ви посочи доктор Наум. Самите витректомии спаѓаат во потешки операции, не спаѓаат толку благодарни операции, бидејќи имало сигурно некоја тешка промена кога задниот дел на окото морало тоа стакласто тело да се извади, тоа е витректомијата, и да се нешто друго таму стави, дали силикон, дали воздух како замена за она што се извадило. Така да тука треба малце посериозен преглед, во секој случај ехо или бескен и веќе долго време лидер на задниот сегмент е ОЦТ-то, окуларна кохерентна томографија, во која во многу слоеви ќе го сними окото и да се види тоа. Би препорачал пациентот да во овој случај малку посериозен преглед направи на задниот сегмент во институција која е малку поопремена за тоа. Ние имаме извонредна опрема од фирмата, од германската фирма Zeiss, за тоа кој е лидер на таа опрема, и тогаш можеби би можеле да кажеме дали може тоа да се санира. Дали може да се санира, се работи за оперативен зафат пред 15 години, 10 години бил добар. Мислам дека не е тоа последица на тој зафат, него дека е нешто во случајов ново, бидејќи зафатот бил 10 години добар. Значи во секој случај да се јави, да се направат сите оние испитувања за кои што мора посериозен преглед. И ве се надевам дека ќе го послушате доктор Наум, значи во секој случај ќе мора да посетите офталмолог да би се направат сите оние испитувања за кои што доктор Наум потенцираше и да се види што точно е проблемот за да се најде некое решение. Доктор Наум, која е инцизијата, односно хируршкиот отвор низ кој катарактата се работи? Па самата инцизија долго време се намалува, стварно не знам до кај ќе одат границите, почнавме од 3,2 милиметри, кај нас е борба за милиметри, значи па долго време беше, додека бев ја во Бојана болница или во 8 септември, 2,8, дојдовме до 2,4, ете приватната пракса како, да кажам, еден носител на новитетите во нашата офталмологија. Веќе масовно сме ние во Промедика на 2,2 и веќе го почнавме да се на еден начин пофалам. Најмалиот рез во Македонија. Значи тоа е помал рез за да се изведе катаракта. Да, колку помал рез, толку помала траума за окото, толку помала можност за инфекција, толку помала постоперативна бројка. Се помало и сега веќе јас сум на рез рутински, да кажеме, единствени во РМА со 1,8 рез, иако најверојатно и другите куќи можеби тоа го работат, да не бидам нескромен, али мислам дека веќе сме одамна и од секогаш блиску до тие светски текови на намален рез. Значи инцизијата е во суштина резот на кој целата операција се работи. Така. Во случајот што помал рез, толку подобро во однос на и закрепување, како што кажавте, и други проблеми. Ајде да слушнеме кој се јавува. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Повелете. Повелете, ве слушаме. Намалите го тонот на телевизорот за да не бе буни, ние да можеме преку телефон да се разбирам. Така, повелете, говорете.
тачка. Не, вие сте, значи, говорете со оглед на тоа дека слушам телевизорот дека ви е пуштен, тоа ве буни, слободно ве слушаме во програма сте. Да. Повелете. Добар вечер. Добро вечер. Поздрав кај доктора. Преди 3 години, без кај вас, сме оперисати од катаракта на десното око. После теја 3 години немам проблеми, све е во ред. А се установи, че имам катаракта и на другото око. После 3 години чеках да созрее катарактата на левото око и сега ојдох да се спремам за операција. Ојдох на контрола кај доктора, ми кажа, че катаракта немам. Дали е можно катарактата од моето око да се има повлечено? Добро. Да. Ви благодариме за јавувањето. Значи, невозможно е да катарактата ја снема. Така. Се уште нема некои такви лекови. Значи, ако веќе еднаш постои, Да. не може да се повлече. Да, значи, или пациентката тогаш ја немала, значи на окото кое не е оперирано, се разбира, Така. и сега ја нема. Ако тогаш ја имала, и сега ја има, Така. сепак катарактата спаѓа во потесна специјалност на лекарите и мислам дека би направила добро доколку отиде кај човек што се бави само со катаракта. Јас секако во Промедика и стојам на услуга. Рече дека и вие сте биле, Да. нели, онаа прва операција. Првата која што сте ја операција, правеле. само со оваа метода имам повеќе од 10.000 катаракти и секако ќе ја препознам дали ја има Така, или ја така, нема. така. Така да. Значи, во секој случај јавете се на преглед еве кај Да. доктор Наум повторно и ќе може да се утврди дали е катарактата присутна или не е присутна и дали ќе треба да се преземе, нели, оперативен зафат и за другото око. Доктор Наум, што е тоа астигматизам кај катарактата и какви леки се ставаат во тој случај? Така. Пациентот кој има катаракта претходно можел да има и диоптрија. Така. Диоптријата се мери кога ја мериме во два меридијани, во хоризонтален и во вертикален меридијан. Доколку пациентот има иста диоптрија во едниот и другиот меридијан, тогаш има обична сфера. Или една бројка. Кога пациентот има две бројки, кога се разликува неговата диоптрија во тие два меридијани, тогаш разликата помеѓу тие два меридијани дава некоја друга бројка која викаме цилиндар. Така да цилиндерот или астигматизмот или таа втора бројка постои кај пациентот и доколку таа е малечка, да речеме пола диоптрија, некојаш и една диоптрија, му кажуваме на пациентот дека тоа е занемарливо и дека сепак не мора да се става посебна леча со две бројки кај него, него може да се стави леча со една бројка. Во случајот кога таа разлика помеѓу тие два меридијани е, например, два броја, тогаш пациентот му посочуваме дека би требало да се стави во неговото око и леча со две бројки, која би ги коригирала неговата диоптрија во едниот и во вториот меридијан. Тогаш, значи, се ставаат така наречени цилиндрични интраокуларни лечи и пациентот е позадоволен доколку се стави обична леча, која ќе го коригира само во едниот меридијан. Ние тоа рутински го работиме веќе подолго време и тоа може да се кај пациентите во секој случај реши. Останува, ние решаваме некои цилиндри високи во случај кога нема пациентот катаракта или перде, но сепак тоа е поретко. Овде веќе пациентот е решен за оперативен зафат, мора да се прави, тогаш веќе на самиот пациент, за да биде поидеално, поубаво за него, предлагаме да се стави таква леча која има две бројки во себе, за да ги реши двата меридијани на окото. Пред да се стават леките, нели, во окото, кога веќе се врши операцијата, се ставаат ли во нешто за да, нели, предпоставам дека има некоја процедура? Па самите лечи се чуваат во посебни стерилни контейнери, така тие доаѓаат кај нас. И потоа од тој контейнер се ставаат во посебен, така наречен, инжектор
и во него се ставаат веќе новата технологија, ние што ја поседуваме, посебно на еве сега на германските лечи Цајс кои ги имаме и на лечите на една фирма Баушломб европска, веќе доаѓаат и ставени во тој инжектор како да се добие во време, а и да се спречи било каков проблем при ставањето на лечата во тој инжектор, да се превенираат сите можни значи компликации од страна на пациентот кои се од механичка природа и се да кажам од моја страна да се спречи било каков проблем. Така да се ставаат во тој инжектор и тој е потоа таа леча е свиткана во него, се доближува до окото, претходно извадена природната леча, низ тој инжектор се става внатре во окото, лечата се отвора внатре и веќе ние ја местиме во окото. Така да таа доаѓа стерилна. Така, значи во секој случај се внимава многу во однос на тоа да биде се во ред. Слушам звони телефонот, имаме ли некого на линија? Ако имаме да го слушнеме, добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме, повелете. Гледачка од Струга. Повелете. Имам детенце, имат алергиски конјуктивит. Така. Докторката кај што бевме на преглед ми рече дека е врзано со синусите и со малку со холестерол. Сега сакав да опрашам докторот дали имат некакво влијание синусите пошто има тикови, трепкање, црвенило на очите. Така. Користиме и капки, меѓутоа многу малку му помагаат. Поздрав од Струга до докторот. Благодариме. Доктор Нал. Па ете, мило ми е да слушнам мало стручки јазик. Јас сум струџанец, така да баш ми е мило. И самата алергија, ако е алергија, значи треба да има чешање. Се надевам дека тоа го има. Постојат и други знаци на алергија. Кажат црвенило, пицкање. Да. Али чешањето би требало да постои. Она што треба да направи пациентката е да направи брис од двете очи, за да се исклучи некоја бактерија, да не случајно доаѓаме до малку погрешна дијагноза, бидејќи синузитот кој го има она е во главном некоја инфекција на носните шуплини. Значи во секој случај брис од очите да направи. Бидејќи кога човек плаче, го бришеме и носот. Самите солзи одат во носот. Но кога е запушен носот од синузит, синусот иде обратно. И може би да се враќа од тој синузит наназад во окото, во солзите на окото и околу. И затоа е тој синузит поврзан со самото око. Но сепак синузитот може да биде и тоа од алергиска генеза, не дека не може, али многу е важен брисот. Така, значи да направи брис од очите во секој случај. Доколку се утврди дека нема антибиотик, тогаш терапијата, например капките патанол и за алергија и по-конкретно на нејзиното прашање, да, треба и да се излечи синузитот за да падне тие симптоми на алергиска реакција. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Имаме на прашање на докторот. Пред 3-4 дена гледам многу заматено, значи ме сака некоја нервоза во очите. Не знам на што се должи, на лекар се уште не сум била, се двумам каде да појдам, дали на приватно или на државно. Колку години имате? Значи, молам? На која возраст се извинувам? 51. Така, значи ви се заматува видот? Да, заматен ми е видот, буквално ни во затворена просторија ми е заматено и исто и надвор ми е заматено. Фаси, лицата на луѓето не ги гледам, не можам ни да читам, буквално ништо. Многу ми е мачно. Тоа така одеднаш ви се случи? Одеднаш тоа така ви се случи тие симптоми? Да. Па има 4 дена вака ми е. Добро.
Добро. Така. Предпоставам дека има некој проблем, доктор Наум, и ве бидете со нас, доктор Наум ќе ви посочи како да постапите, меѓутоа според ова што ни го кажувате, секако дека ќе мора да посетите очен лекар. Доколку сакате да се сретнете со доктор Наум, нели ќе може да појдете во Промедика Медикал центарот, меѓутоа ако сакате комуникација со него, може утре веќе да ни се јавите во телевизија, ќе ви дадеме ние број. Доктор Наум, зашто се работи? Па, обично катарактата настанува постепено. Во овој случај мислам дека не се работи за катаракта. Што би можело да биде? Она самата кажа дека пред неколку дена е тоа случајно. Обично катарактата има некој период на одвивање. Може и да не приметила пациентката подолго време, но сепак се работи за релативно млада пациентка и мислам дека би приметила активна особа. А најверојатно позади катарактата, кажав, предоперативно испитуваме таа макула или жолта точка. Таа знае кај диабетичари, знае при стресна состојба да даде макулопатија или така наречената серозна макулопатија, која те дава заматеност. Во нејзиниот случај, конкретно, мислам дека се има проблем или со макулата, или со покачениот очен притисок. Мислам дека во секој случај треба да посети очен лекар. Па да, за да се утврди точно што е. Беше така, тоа беа посериозни симптоми, дека еве неколку дена 4 дена не веќе гледа, има проблем, така да може да дојде во секој случај да ја прегледа. Мислам дека стварно има потреба, бидејќи овие 3 дена. Да. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Повелете. Ало. Повелете. Од режија, дали им напоменувате дека треба да го намалат тонот на телевизорот? Намалете го тонот на телевизорот за да убаво се разбираме секогаш е тоа проблем. Дали е гледачот на линија? Ако не разбира, тогаш приклучете го другиот. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Пациент сум на доктор Наумче. Многу ни е драго, ете што. 2016 година направиш операција на двете очи. Левото око 2016 февруар месец ми го правеше и од горната страна делувам на окото када ми е пуно песок. Ме интересира што е тоа. Дали разбра, доктор Наум? Ба да, на левото око, обично пациентите кога мислат дека имаат песок во окото е првиот анамнестички знак за некоја инфекција. Така. Они обично кога им кажеме дека инфекција, они мислат не дека нешто е тука како песок паднато. Ете, тоа е еден симптом на инфекција и добриот разговор со пациентот или анамнезата некогаш не носи побрзо до симптомите и од симптомите доаѓаме до таа диагноза и при преглед на биомикроскоп се гледа дали е инфекција или не мора во тој случај да се прави бриз, бидејќи веќе подолго време има од оперативниот зафат, нема причина да тоа како песок во окото има од оперативниот зафат. Тој мал рез или инцизија од 2 мм зараснува по месец дена, веќе зараснат е по 48 часа, али потполното нешто отпосле што се јави. Најверојатно се работи за некоја хронична мала инфекција во овој случај или да има мала потреба од диоптрија, пациентот да е задоволен и со тој дел од вид, а да не носи наочари, а едно толку сепак да му е оптеретено тој и тоа се буни, понекогаш малку подболува, така да најверојатно или не коригира на мала диоптрија или да се јави во секој случај треба на офталмолог или да ве помара ова е сепак помал симптом, може да почне пациентот со примена на вештачки солзи. Добро. И доколку од нив не поминува, тогаш веќе за посериозна терапија мора очен лекар да така да се сепак да се јави. Ајде уште еден гледач би научила режија ако има, па полека и да завршиме емисијата со нели конкретни совети. Дали имаме гледач? Да, ајде, ве слушаме, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете, говорете. Ало.
Во емисија сум? Да, во емисија повелете. сте, повелете. Се јавам од Бучев 1. Имам солзење на очите веќе 2 години. Без по лекари вамо државно, ми дава некои капки. Ама не застана. Лани во сонцо ми солзија, многу повеќе, сега помалце, ама па ми солзат. Не можам да се ги врзам кон други човек, како се наведнам, ми се наполнат солзи и не може да гледам. Што да направам, што лекови да примам. Добро. Еве, исклучете се сега. Останете да не следите, доктор Наум ќе ве посоветува дали треба да посетите очен лекар, што треба да преземете и така натаму. Доктор Наум, што би значило тоа толку големо солзење на очите? Што е причината? Некаде после Стара нова година, значи после 15 јануари во Промедика Медикал ќе почне со работа првиот центар за суво или солзно око или народно кажано за солзите на окото. Добивме посебен први од тука да кажам до Загреб или Лјубљана апарат за конечна анализа на тие солзи во окото кои кажуваат кој слој од тие солзи е пореметен во овој случај. Во овој случај пациентот има вишок на солзи. Така. И најверојатно се работи да неговите одводни канали кои се наоѓаат блиску до носот на самите рабови на капаците се затворени или запушени и најверојатно треба тие да се малку отворат. Прво се ставаат едни мали иглички, па се пробува со млас од вода да тоа се отпуши, доколку тоа запушување на тие солзни канали е појако, тогаш веќе се прави така наречено сондирање, се става посебна мала жичка во тоа и се чисти, тоа се сондира и почнуваат да имаат неговите солзи одвод. Во случајот на пациентот мислам дека неговиот одвод не е добар и мислам дека на крајот тоа ќе биде он има нормално производство на солзи, но нема нормално истекување на тие солзи. Решение? Решение е само сондирање на тоа, прво со вода, полесниот да кажам метод за пациентот, вториот дел веќе е сондирање на тој дел кој се работи во Промедика Медикал, така да може тој дел да дојде и мислам дека ќе го тоа реши. Така, ете, в секој случај, многу прашања останаа неодговорени, меѓутоа ме интересира само бидејќи цело време потенцираме години. За која годишна возраст е нормално да се јави катарактата? Или после која годишна возраст? Па во главном се тоа возраст на, да кажам, ајде зрелите години, после 50-тите, 60-тите? Па после 60-тите, но факт е дека сум оперирал многу деца, многу луѓе од 23-40 години, али сепак тоа е возраст на зрелото доба, изнад 60 години, тоа е статистички поголемиот број на Немаме многу време, ама само куса очниот притисок може да се јави кај секого? Да. Тука има правило? Па нема, во главном е наследен фактор. Лошото кај очниот притисок е што не му го знаеме на причинителот, се уште е непознат, само на наследство е од некој добил од еден од двата родители, така да може да се јави кај секој. Сега како за крај еден совет до вас, до сите оние наши гледачи, во случај што да почувствуваат, значи кои симптоми се тие што треба да ги почувствуваат и веднаш да се јават кај вас за да навреме се санира катарактата, бидејќи како што кажавте дека ако се чека долго време тогаш многу полошо би било. Порано беше катарактата да созре и тоа уште не е искоренето тоа сваќање. Сега катарактата се оперира веднаш кога човекот ја има. Што помека е полесна интервенцијата, помалку се употребува ултразвук при ситнењето на природната леќа. Колку помалце ултразвук во окото, толку подобро е за окото. Што пократко и побрзо таа катаракта се сработи, колку е понезрела, тоа е подобро. Да не чека... Симптомите само да ги напоменеме. Симптомот кај катарактата, она што е добро... Кога ќе почувствуваат што, веднаш да се јават? Замаглен вид. Катарактата е, ако може да се каже за некоја болест дека е благодарна, во наводници, тоа што има симптоми, видливи, замаглениот вид. Значи, кога ќе почувствуваат, веднаш да се јават на се во така наречени зрели години, веднаш да дојдат. Доктор Наум, ви благодарам за денес. Имавме, можам да кажам, успешна емисија. Имавме многу и гледачи, на кои што можевте вие да ги
да им ги кажете нели советите, па се надевам во некоја следна емисија повторно ќе бидете дел од ваш термин. Тука сме секогаш кога ќе не повикате. Така. Почитувани гледачи, ќе ве поздравам јас тука за денес и благодарам за вниманието. Вие се разбира останете понатаму да следите нашата програма. Имајте добро здравје, грижите се за вашето здравје, а за сите оние кои што сакаат да стапат во контакт со денешниот мој соговорник доктор Наум Трпеновски, тогаш веќе утре ќе може да се јават во нашата телевизија на истиве броеви и ќе го добијат контакт телефонот. Ви благодарам уште еднаш и имајте пријатен остаток од денот.